Здраво, јас сум Ивана, студент во трета година на Парискиот институт за политички науки, познат како Sciences Po, поранешен стипендист на француската влада, моментално Еразмус студент во Ирска. Поминав 2 години во Франција на Sciences Po Париз, меѓутоа во делокализираниот кампус во Дижон, кој што е всушност европски кампус, специализиран за регионот Централна и Источна Европа. Третата и последна година од додипломските студии ќе ја поминам во департманот по економија на Trinity College Dublin. Што значи да се студира на Sciences Po и во Франција? Значи, Sciences Po е една високообразовна установа со многу посебна организација на студиите. Значи, во текот на првите 2 години студентите имаат фундаментални предмети од областа на речиси сите социјални науки, економија, право, историја, политички науки, социологија, меѓународни односи. И голема улога во целото образование игра француската методологија. Третата година од додипломските студии е задолжително во некоја друга земја. Секој студент значи оди или на професионална пракса, или академската година ја поминува во некој од универзитетите партнери на Sciences Po. Покрај часовите, студентскиот живот на Sciences Po е исто така многу богат, со многу асоциации, проекти во кои што студентите можат да земат учество, со многу понудени шанси, отварање на нови перспективи, кои што креираат огромни предности на пазарот на трудот во светски рамки. Како и да е, студирањето во Франција не е само професионално искуство, туку е и многу исто толку лично искуство. Од секогаш имав замисла да студирам во странство и сакав да искористам шансата што го владеев, барем во голема мера, францускиот јазик. Бев во француска билингвална паралелка во гимназијата Орца Николов и паралелно редовно земав часови по француски јазик тука во францускиот институт во Скопје. Франција е многу добар избор за студии, бидејќи исклучително пријатна земја за странски студенти, а и лесно може да импресионира со својата богата култура, историја, мешавината на модерното, со традиционалното, значи и уметноста на живење на француски начин. Јас често велам дека луѓето се најважни во животот и тоа всушност најмногу ме одбележа. Се сметам себе си за навистина среќна личност што познавам професори кои што се толку маркантни и исклучително компетентни, но исто така и колеги кои често има капацитет да ме направат интелектуално побогата. Да зборувам толку кратко за моите студии е навистина тешка задача за мене, бидејќи имам впечаток дека би можела книга да напишам на оваа тема, која што е навистина неисцрпна. Од друга страна, се работи за едно искуство кое што е сосема неописливо. Значи, зборовите никој пат нема да бидат доволни. Едноставно сето тоа треба да се живее. Доколку треба повторно да избирам, значи јас би го избрала апсолутно истиот пат по кој што чекорам и Франција, и Sciences Po Париз, и кампусот во Дижон. Воопшто ништо не би променила. Единствената порака која што ја имам до идните потенцијални студенти во Франција е многу едноставна. Значи, впуштете се, имајте визија, најдете начин, работете, вреди.